Би започнала со нешто што е многу актуелна тема во изминатиот период, а тоа е законот за јавно обвинителство. Очекувавте денес е четврток, кога го реализираме овој интервју, до денес или евентуално до утре да добиете одговори на вашите предлози што бе доставени до практично преговарачкиот тим на СДСМ, односно до премиерот Заев. Дали има одговор на овие ваши забелешки што ги испративте, да се изразам така, или има ли нови контакти во однос на законот за јавното обвинителство? Па видете, генерално консултациите продолжуваат, но впечатокот во нашата преговарачка група, и морам да признам, мој личен впечаток е дека мислам дека од Социјалдемократскиот сојуз немаат намера, нити пак ако ја анализирате детално динамиката на преговори, ќе забележите дека постои кај нив намера и интенција да се дојде до конечен договор. Имам чувство како да намерно да се трудат да го закочат целиот процес, и ќе ви кажам зошто, на основа на што го темелам тоа. Тоа го темелам по две основи. Првата е според нив стратешка основа, и тоа мислат дека на тој начин колку подолго ќе трае процесот на преговори за јавното обвинителство, толку можеби некои реминисценции на некои минати стари теми кои што можеби не беа поволни за ВМРО-ДПМН ќе остане присутен во јавноста, и практично на тој начин ќе му конкурира на случајот Рекет 1, би го нумерирал со единица, бидејќи сега гледаме дека веќе станува се поактуелен и вториот случај, тоа е Рекет 2. Така што тоа е основната причина зашто мислам дека стратешки тоа нив не им одговара. Втората стратешка причина е чипираното судство и обвинителство, кое што денеска е во Македонија. И практично сето она кое што ќе го нарачаат СДСМ, Зоран Заев, министерката Десковска, но и кој што ќе произлезе како резултат на оние неформални средби кои што адвокатскиот тим на Зоран Заев ги има со државниот јавен обвинител Јовевски, овие практично тоа го реализираат. Ние видовме во јавноста протече една снимка во која што државниот обвинител Јовевски е во една непосредна комуникација со адвокатот на премиерот Зоран Заев, и претпоставам таму добива насоки како понатаму да ги тера случаевите, па сосема случајно притвореничката Катица Јанева испорача еден документ без никој да тој документ го потврди, неговата автентичност да ја потврди, незиниот печат, подпис да го потврди и така натаму, па се до оној трансфер практично на надлежностите од специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство, без никаква методологија, без никаква законска подкрепа, примопредавање на еден лист што всушност представува спецификација на предмети, па се додавање на овластување од страна на Јовевски до обвинителите. Ве гледате случајот Талир, кој што е спорен по неколку основи. Тој случај каде што е покренато обвинение после законскиот рок, после 30 јуни 2017-та, судот Талир 2, Талир 1, Талир 2. Потоа судот тоа обвинение го прифаќа на крајно незаконски, нелегитимен начин. Го гледаме Јовевски како издава едно одобрение до обвинителката која што практично има за цел да го истера овој случај на муско или насилно, онака како незаконски, онака како што практично тече целиот тој процес, но сето тоа не е одење по жица, туку тоа е практично одење во провалија, бидејќи сите случаи во едно независно обвинителство, во едно независно правосудство, вклучително и Судот за човекови права во Страсбург, практично ќе доживеа завршница која што ќе биде амнестија за сите оние кои што се опфатени, бидејќи вака како што го водат и вака како што го спроведуваат процесот, нараче Зоран Заев спроведе чипираното обвинителство и судство во координација со адвокатите на Зоран Заев, води кон таа насока да сите овие случаи еден ден на Судот за човекови права во Страсбург паднат и бидат прогласени како нелегитимни. Впрочем, видовте еден таков случај. Судот за човекови права во Страсбург го прифати, оној прв филтер го помина и така натаму. Со други зборови, тоа се стратешките принципи зошто СДСМ не сака. Да бидам пократок, односно долгата приказна да ја сублимирам на кратко,
Најпрви не им одговара бидејќи сакаат да ја покријат темата рекет, но сега имаат веќе проблем бидејќи се појавува рекет 2. И второто е, гледаат дека овие суди и обвинители се до толку сервилни кои што не ги поседуваат неколкумина, не го генерализирам ова, што практично секоја желба на Зоран Заев ја исполнуваат, така што не мислат дека на тој начин ќе се осветуваат кон политичките неистомисленици, ќе продолжи политичкиот терор, што го најави Зоран Заев за време на председателската кампања, горделиво кога премиери во други држави се фалат за изградени автопатишта, реализирани капитални проекти, инвестиции, реформа по некоја. За него главен мејнстрим беше да ги задоволи чувствата на неговите малкумини обожаватели со тоа што ќе се пофали дека 750 кривични пријави поднел. Тие сметаат дека вие не сакате да се донесе закон за јавно обвинителство. Рековте, се извинам да ве вратам на почетокот, рековте дека има комуникација, но не дадовте никакви информации. Дали има некаков развој во смисла на некакви допирни точки, дали имате заеднички решенија нови кои што би ги споделиле со јавноста во однос на закон? Видете, генерално јас разговарам секогаш на база на факти и на аргументи. Јас ги изнесов моите факти и аргументи, би сакал да дебатирам со спротивниот табор исто на факти и на аргументи, да видам на што го темелот тоа нивно чувство. Ако некој од нас бара да легитимираме незаконие, тоа го кажавме, дека нити имаме намера да правиме компромис со правото и со правдината, нити пак ќе се согласам како човек тоа да го направам, бидејќи преди нација сум сепак педагог и тоа би бил еден лош пример. Но секој оној кој што се огрешил пред законите и кој што се пострамотил пред граѓаните, сме кажале дека и сме го повториле тоа во неколку наврати, многу гласно, многу јасно, дека треба да сноси одговорност. Не ја довршив субјективната причина зашто тие не сакаат. Субјективната е затоа што гледате се намножуваат овие корупцијски скандали. Замислете сега кога би имале ние на објективно обвинителство кое што на вистина би ги разоткрила, а не како што сега го прави ова русковско обвинителство да го заташка, тогаш ќе излезат многу работи на виделина и тогаш навистина можеме да разговараме за едно сериозно правно нарушување на системот во Република Македонија, еден криминален рекетарски октопод кој што целото ова време практично има сериозно замешателство не само во бизнисот, туку и во правосудството. И тоа се генерално тие причини зошто тие не сакат. Јас би сакал да слушнам кои се од спротивниот табор причините зошто мислат дека ние не сакаме, имајќи предвид дека ВМРО ДПМН, ќе ве потсетам, и во 2018-та, но и во 2019 година од страна на Европската комисија беше потенцирана како опозиција која што и како придонесе во процесот на изработка, а потоа и поддршка на низа реформски закони кои што се дел од правосудството. Да, ако ме прашате дали сакаме да озакониме беззаконие, одговорот е не и ќе се бориме тоа да не се случи. Ќе се задржам сепак на Законот за јавно обвинителство, на вашите предлози. Во јавноста излегува некои информации пред неколку дена дека веќе имате одредени опции за предлози за јавни обвинители. Разговарате ли со одредени потенцијални кандидати за јавен обвинител, кои што, да речеме, условно кажано, доколку се постигне договор со Законот за јавно обвинителство, би ги предложили? Имате ли некои сериозни кандидати? Не би сакала сега тука да споменувам имиња на луѓе кои што излегува по медиумите, но ја ве прашам дали разговарате, се подготвувате ли за еден таков сотрудничество? Тоа е уште една концепцијска разлика помеѓу нас и СДСМ, што ние се грижиме за процесите, а тие се грижат за персоналните решенија. И токму тука имаме повторно определени разидувања, затоа што ние сакаме процесите да бидат законити и уставни. За нив тоа не е важно, гледате, имавме и нарачени настапи, стендап настапи од страна на некои нивни познати експерти, аналитичари, кои што велат дека некогаш треба и да се прекршат законите и уставот за да се реализира некоја политичка цел. Ја не се согласувам. Како човек сум легалиста и за нас се важни процесите кои што се темелат на безусловно почитување на законите и уставот. За нив е важно колку вработените роднините, соседите на вработените во СЈО да останат на работните места, да може да се продолжи со политичкиот терор, да може да биде овој или оној обвинител кој што ќе го заштити Заев и семејството Заеви и останатите од врхушката на СДСМ од потенцијалниот криминал.
За нас тоа е од второстепено значење, бидејќи, како што кажав, борбата за правото и правдината се безусловни, а истовремено безусловно е и почитувањето на законите и уставот. Така што и тука имаме сосема различен концептуален пристап на работите. Доколку ме прашувате дали некои имиња сме разгледувале, воопшто немаме разгледувани имиња. За нас, повторно ќе кажам, е важен концептот. Немаме. Категорички ги отфрлам и сите оние шпекулации во јавноста кои што практично оној кој што треба да се бори против лажните вести, гледаме дека е главен генератор на такви лажни вести. Тоа сето го расеменува по медиумите и има за цел да создаде лажна слика, бидејќи имаат медиумска доминација. Имаме сведочење од многу медиуми како се однесува овој криминален октопот на власта кон медиумите, така што би заклучил како конечен одговор на вашето прашање, да за процеси, законити и уставни, не за персонални решенија. Тоа е токму намерата на спротивниот табор, условно кажано во преговорите, представниците на СДСМ, да гледаме како да ги заштитиме сите оние полуактивисти или активисти на СДСМ вработени во администрацијата на специјалното јавно обвинителство, но и оние обвинители кои што ни слугуваа целокупниот овој период во процесот на политички напад и политичка пресметка со политичките неистомисленици. Гледате, впрочем, главната обвинителка каде се наоѓа денеска притвореничката и можеме да дојдеме до еден заклучок кој што е се присутен денеска во јавноста, дека СЈО е формирана за да се нападне ВМРО ДПМН, а истовремено дел од вработените, гледаме првата таму, го користела практично специјалното јавно обвинителство, односно постојат сомнежи дека го користела специјалното јавно обвинителство за рекетирање на бизнисмени и уценење на политичари. Господин Мицковски, во одговорот на вашето прво прашање го спомнавте трансферот на случаите од СЈО во државното јавно обвинителство. Писмото кое што Јовески го испрати до СЈО беше објавено дента кога вие имавте практично пресконференција после средата со Заев. Се случува еден паралелен процес. Додека вие преговарате со господинот Заев, случаите се префрлуваат во државното јавно обвинителство, судските процеси продолжуваат. Господинот Јовески именува обвинители, практично истите обвинители на случаите и судските процеси продолжуваат. Во јавноста се има впечаток дека има некаков премолчен договор меѓу преговарачките страни, ако можам така да се изразам, меѓу вас и господинот Заев или меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, ако сакате, процесите да продолжат да течат за оние прашања за кои што има постигнато некаков консензус. Во случајот да продолжат одредени процеси за случаи кои што се поврзани со нелегалното пристушување, односно случаи на СЈО. Тезата е погрешна дека постои било каков прекратен договор, бидејќи или имаме договор или немаме договор. Но ајде сега да ги анализираме можностите кои што ги нудат законите. Ние тоа го повторувавме во минатото и ќе продолжиме да го повторуваме, дека тоа што го направи притвореничката со она писмо кое што го испрати до практично нејзините помошници е незаконско, бидејќи никој не го потврди, не ја потврди автентичноста на тоа писмо, има процедура како се прави и така натаму. Тоа е исто како тогаш зошто имавме потреба од целиот овој циркус, она можеше од келијата, практично од притвор, да се издава наредби, да се притвара луѓе, да се отвара случаи, да се затвара случаи и така натаму. Затоа постои едно правно насилие кое што се случи со тоа незино писмо кое што она од келијата практично го испрати до незините помошнички и тоа правно е спорно, да не речеме правно неиздржано. И со самиот тој чин она направи да практично, а тие кои што тоа го осмислија, предпоставувам за време на ние консултации помеѓу Јовевски и адвокатот на Зоран Заев, кои што тоа го осмислија, направија една можност практично да навистина ние во еден момент имаме правни недоречености и правна амнестија за сите тие случаи кои што постојат, да речеме, некакви сомнежи за некаков потенцијално сторен криминал. А понатаму уште повеќе е спорен моментот на трансфер на предметите. Вие се сеќавате на ние
циркуси кои ги правеа, па комбиња, па се вадеа картони полни со документи, па се организира пресконференции, па се преудицира пресуди и така натаму, дали денеска јавноста види еден такво комбе кое што носеше документи, носеше списи, носеше случаи во рамките на јавното обвинителство, па дали таму седна некоја комисија да ги види тие документи, каде припаѓаат, дали тие процеси припаѓаат на ова или на обвинителство и така на тоа го нема. Тоа го нема затоа што се решени насилно да го водат овој пат и велат сега ќе ја притиснеме опозицијата, ќе ги спозатвориме сите политички неистомисленици или потенцијално ќе ги држиме уценети за да не можат во јавноста да излегуваат и да ги критикуваат погрешните политики на СДСМ. И тоа на нас ќе ни донесе предност на следните парламентарни избори. Јас се надевам дека ќе се охрабрат и ќе бидат предвремени парламентарни избори. И на тој начин Зоран Заев и овие малкумина ќе останат на власт. Што е комплетно погрешна антиципација. Тоа можеби во една езоповска бајка добро би делувало да се мотивираат внатрешните структури во рамките на СДСМ, но сето ова остава трајни последици во правосудниот систем, вовлекува луѓе во криминал кои што утре заутре ќе мора да одговараат. Сите овие обвинители ќе мора да одговараат. И поради овие неправни акти, па ќе мора да се докажуваат во судски процеси, да видиме дали тоа било вака, дали тоа било така и така натаму. Дали по лидерската средба имавте одредена комуникација со господинот Заев? После лидерската средба, официјална комуникација на ниво на претседатели на партии сме немале. Работните групи очекувам деновиве да се сретнат. Кога ќе имате нова средба со господинот Заев? Ќе чекате да финишираат работните групи? Има одреден рок кој што си го дале работните групи? Па ви реков во првото прашање дадов одговор, имам чувство дека не сака да се договориме, затоа што решиле да имплементираат правно насилие во пресметката со политичките неистомисленици. Нашите позиции се многу различни во овој момент. Нашата позиција, како што кажав, е процеси и безусловно почитување на законите уставот. Нивната позиција е индивидуи, луѓе поединечни, луѓе кои што целиот овој процес му слугувале практично на СДСМ и на Зоран Заев и ако е потребно за политички цели и определени компромиси со почитувањето на законите и уставот. Така што кога ќе видиме дека работните групи ги приближиле овие ставови, тогаш ми можеле да организираме лидерска средба и повторно да видиме, да изнајдеме обид, да видиме дали можеме да се договориме. Ова се принципите врз основа на кои ние можеме да се договориме. Вака како течат преговорите од страна на СДСМ, не сум оптимиста, бидејќи мислам, да не речем сум убеден дека не сакаат да има договор. Во вторникот господинот Туск беше во Македонија, испрати порака од тука дека треба да добиеме датум за почеток на преговори, односно да ги почнеме преговорите со Европската унија. Очекувате ли на 15 октомври некаков позитивен исход за нас? Лично, ако ме прашувате како граѓанин на Република Македонија, сум очекувал и многу порано, но за жал тоа не се случило порано. Да, очекувам и работиме ние како ВМРО-ДПМН во таа насока да Македонија, граѓаните на Македонија добија датум за отпочнување на преговорите со Европската унија. Иако моите информации се половични и тоа доколку би го добиле нема да биде како што е тоа вообичаено, како што тоа го добивале претходните земји кандидати за членство во Европската унија, туку ќе биде некоја кованица, некој помеѓу компромис, отварање на поглавијата кои што се за правосудството, па додека тие не се затворат, да нема некој официјален почеток и така натаму. Повторно излегува на површина, барем од оние информации кои што јас ги добивам, неспособноста и начинот на кој што се раководи државата од страна на владата предводена од СДСМ и Зоран Заев. Ја слушнав изјавата на господинот Туск, се придружувам кон апелот до нашите сестрински партии, до Европската народна партија, но и останатите партии кои што се застапени во рамките на и премиери кои што се застапени во рамките на Европскиот совет, да ја доделат таа покана за отпуштување на преговори, бидејќи граѓаните и државата не треба да бидат казнувани поради оваа криминална и неспособна влада која што ја води Република Македонија денес. Ги спомнавте случаите рекет 1, рекет 2,
Кога станува збор за случајот Рекет, на една од вашите пресконференции кажавте дека имате документи што сте ги добили од Цвиркач. Дали бевте повикани во обвинителството за овие документи? Не сум бил повикан. Очекувате такво нешто? Видете, јас од ова обвинителство и од ова судство очекувам се и се што. Така што не би ме изненадило да бидам повикан, да бидам осуден, да бидам притворен. Така што подготвени сме, имаме план Б, план С во начинот на функционирање и начинот на работење како ВМРО ДПМН, но мислам дека сето тоа, повторно ќе се вратам, правно и политичко насилие кој што се прави врз опозицијата во Македонија, не иде во насока на оние европски вредности, не иде во насока на тоа да се подобрува и релаксира политичката состојба во државата, туку според моje мислење и според мислењето на многумина токму во спротивен правец се води тој процес. Очекувате ли дека случајот Рекет ќе се расчисти до крај? Апсолутно не очекувам, бидејќи начинот на кој што овој случај се води, токму тоа и го кажува, спротивното од ова што вие го кажавте, односно случајот Рекет се води во насока да се заташка истиот и да се релативизира практично. И тоа се прави на два начина. Едниот начин е молкот од обвинителството и вперениот прст кон лидерот на опозицијата, практично кон мене. И вториот моментум е медиумската хајка која што ја прави оваа влада во насока на тоа да го супресира практично расчистувањето на овој случај. Се сеќавате на една пресконференција која горделиво излезе Зоран Заев и која повикуваше на расчистување, на разрешување и така натаму, но тоа мене не ме чуди, ниту пак современиците на политичката сцена во Република Македонија не ги чудат еден ваков тип на пресконференции со празни флоскули, а во суштина никакви дела. Таква имаше една во минатото, се сеќавате на Октопод, каде што ќе му се сеча пипците, на оној говор на тогашниот премиер кој што доаѓаше од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, па знаете како заврши. Тој Октопод исто така на сличен начин ќе заврши. Овој Октопод нема потенцијал, нема транспарентност, нема отчетност, а и нема искреност во целата работа, затоа што според нашите информации, според она со кој што ние располагаме, доколку барем еден од овие елементи е присутен, тогаш би се удрило директно во главата. Последниот ваш став во врска со предвремените избори, господин Мицковски, објавен неодамна е дека би сакале да има избори, предвремени избори на пролет. Зошто на пролета не на есен како што сака владеачката гарнитура? Мислите дека до пролет ВМРО ДПМН ќе биде комплетно подготвена за едни предвремени избори? Ќе ги консолидирате вашите редови? Имате подготвена програма или се подготвувате? Зошто на пролета не на есен? Да, ќе ве потсетам, ВМРО ДПМН многу пати изминатиот период побара одржување на предвремени парламентарни избори. За жал, не наидовме на позитивен одзив од страна на владеачкото мнозинство. И секогаш они наоѓаа некои помалку или повеќе причини кои што се надвор одсутни од реалноста. Така што ние сме подготвени за избори сега и веднаш, час поскоро, и тоа е императив за граѓаните на Република Македонија, затоа што државата се води во погрешна насока, затоа што сите овие политики, отсуство на реформи, лоша економска состојба, катастрофата која што се случува, понижувањето и маловажувањето и распродажбата на националните интереси, одселувањето на младите кои што сега веќе не се само млади, него и луѓето кои што се во средни години со семејствата ја напуштаат Република Македонија. Практично цунами економијата која што е, никакви реформи во образованието, во здравството, погледајте што се случува, се причини, земјоделието е буквално на колена. Сите овие причини и уште десетици други, криминалот, корупцијата и така натаму, се низа причини зашто ние во држава треба да организираме предвремени избори час поскоро. А од друга страна па го гледаме Зоран Заев како вели дека блескаме, дека се било во ред и така натаму, дека сме биле блескав пример и слично. И единствен начин да провериме дали ние сме во право кога велиме дека ништо од ова не е точно, дека практично цути криминалот, имаме катастрофа на секој план, или ова блескаме кој што стана заштитен знак за Зоран Заев, да го провериме на такви избори, па граѓаните нека дадат конечна оценка дали ние сме биле во право или тоа е во право. Час поскоро треба да се одржат такви избори, за да знаеме во која насока Република Македонија ќе се развива. Дали
Република Македонија ќе се развива во насока да стане оаза на психотропски супстанци или Република Македонија ќе биде технолошки тигар. Дали Република Македонија ќе се справува со рекет 1, 2, 3 и така натаму, или ќе имаме Република Македонија каде што безусловно ќе се почитуваат законите, уставот. Дали Република Македонија која што ќе нема ниту еден универзитет на Шангајската листа, или па Република Македонија која што ќе има најмалку еден универзитет во првите 500 на Шангајската листа. Дали Република Македонија со зголемени даноци и рекетирање на бизнисмени, или Република Македонија со данок, рамен данок кој што практично ќе биде прифатлив за бизнисмените. Со вакво понижено, оплячкано здравство, преку најголемиот грабеж во поновата историја, или ќе биде Македонија со достоинствено и достапно здравство и квалитетно здравство за секој еден граѓанин. Во изминатиот период се забележува многу поголема активност на вашата партијничка група. Овие активности ги предводат веќе искусни политичари од ВМРО-ДПМНЕ кои што се и членови на работните групи за преговори, како например за јавното обвинителство, за попис, например. Тоа се некои од претеници кои што во времето на вашиот избор има одредени несогласувања. Дали е консолидирана партијата? Чувствувате ли поголема поддршка или станува збор за едно обединување со цел да победите на следните избори или да добиете повеќе пратеници? Луѓето во ВМРО-ДПМНЕ кога се приклучуваат кон идеја, се приклучуваат кон семејство едно кое што е заедничко за сите нас, и тука не треба никој да има било каква дилема. Ние се бориме за интересите на граѓаните и тука не постои никаков сомнеш за никаков клиентелизам или некои лукративни мотиви. ВМРО-ДПМНЕ е стабилно, ВМРО-ДПМНЕ е исправено, ВМРО-ДПМНЕ е реорганизирано, обединето и ВМРО-ДПМНЕ ќе победи на следните предвремени парламентарни избори, ако сега се одржат најмалку со 100.000 разлика пред Социјалдемократскиот сојуз, но доколку тоа биде можеби понатаму, јас сум убеден дека разликата ќе биде уште поголема. Како ќе ги убедите граѓаните воопшто да излезат на гласање, имајќи предвид замореноста на граѓаните од излегување на избори, од една страна, не само на избори, на гласање, например референдум, председателски избори, претходно предвремени, па други предвремени избори, од една страна, од друга страна разочараноста во политичките елити, кои што морате да признаете дека во одреден временски период имаше настани кои што предизвикаа огромна разочараност кај граѓаните и тоа финишираше со последниот случај со Катица Јанева и со СЈО. Како воопшто вие како политичка партија ќе ги убедите граѓаните да излезат на гласање? Немате ли страф дека на следните избори воопшто би можело да има помала излезност? Не само за вас, него воопшто како гласачко тело? Се согласувам потполно со вашата констатација дека можеби на граѓаните им е преку глава од избори и дека постои генерална разочараност од политичките елити во одредени моменти кои што ги изневериле нивните очекувања. И тоа јас лично на терен го гледам, го слушам, бидејќи често сум на терен помеѓу граѓаните, помеѓу партиските истомисленици, но и партиските неистомисленици, но и оние неопределените кои што се. И за време на председателската кампања имав можност со илјадници наши сограѓани да разговарам за она што ги тишти практично, кои се нивните есенцијални проблеми и слично. И дојдовме до еден заклучок кој што го разговаравме на последната седница на извршниот комитет дека мора да иновираме и во пристапот, но и во понудата која што ќе дадеме на следните парламентарни избори. Донесовме еден заклучок за една иновативна изборна програма која што ќе биде концепирана во смисла на тоа да понуди решенија за реалните проблеми на граѓаните и тие решенија не секогаш чинат пари. И еден дел кој што ќе биде стратешки, кој што практично ќе ги даде контурите на иниот развој на Република Македонија. И во име на тоа започнуваме веќе следната недела со една акција која што ние ја именувавме како разговараме со граѓаните за обнова на Македонија, која што ќе понуди проблеми, решенија и потоа како конечен резултат ќе биде програмата. Ова акција ќе трае некаде таму до кај практично средината на декември месец.
ќе имаме најмалку 5 настани неделно, ќе посетуваме сите градови, поголемите градови, помалите градови, населените места, помалите населени места, поголемите населени, рурални, урбани средини и ќе разговараме со граѓаните кои се сушност нивните реални проблеми. Кажете ни вашите реални проблеми, а ние како ВМРО ДПМНЕ, како тим да понудиме конкретни решенија на вашите реални проблеми и тоа ќе биде дел од нашата програма, покрај оној стратешкиот дел каде што ќе бидат вклучени проектите кои што ќе дадат контурата за развој на Република Македонија во иднина. Ќе биде пеколно тешко да се врати довербата на граѓаните и кон политичките партии, кон институциите генерално. Но јас сум убеден дека уште за време на кампањата за парламентарните избори голем број од граѓаните ќе дадат поддршката за ВМРО ДПМНЕ, а после првите неколку месеци, би рекол година дена од новата влада која што ќе предводи ВМРО ДПМНЕ, ќе докажеме и ќе покажеме дека тоа што сме го кажале, тоа и ќе го спроведеме. Тоа што не можеме да го спроведеме, отворено ќе разговараме и ќе кажеме причините зашто тоа не можеме. Нешто пак со задоцнување ќе го спроведеме. Но врз основа на информациите со кои што јас располагам, врз основа на реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните, таков ќе биде и нашиот пристап, такви ќе бидат и нашите ветувања. Не би сакал да се доведам во ситуација да тоа што ќе кажам не го реализирам. Се тоа не го поминувам за да на крај се избрукам и се застрамам пред граѓаните. Напротив, сакам и после крајот на мојата политичка кариера како председател или може би утре како човек кој што ќе предводи владата, повторно се шетам на улица со гордо окрената глава и повторно комуницирам со граѓаните исто како што тоа го правам сега, достоинствено, без да се срамам и без да ги изневерам нивните очекувања. Тоа беше и останува единствен мој мотив зашто практично се пријавив и практично овие нешто повеќе од 21 месец го ја предводам најголемата политичка партија во Република Македонија ВМРО ДПМНЕ. Ние мора да оставиме историска улога. Моментот за оставање на историска трага и играње на историска улога е токму сега. Дали ќе го поддржите предлогот на овие 20 пратеници за едно изборно единица? Видите, генерално на невидено не би можел да се произнесам, да го видам прво нивниот предлог каков е. Па врз основа на тој предлог треба да донесеме конечен заклучок. Да го видиме најпрвен предлогот, да видиме што бараат, па потоа да видиме дали како ВМРО ДПМНЕ како пратеничка група ќе го поддржиме или може ќе го модифицираме тој предлог, па ќе доставиме наш предлог и така натаму и така натаму.